Почитувани, прифаќањето на тиранската платформа од страна на уценетиот Зоран Заев води во редефинирање и разнебитување на Република Македонија. Крајната цел на ова сценарио ја откри и Питер Ван Хаутен – федерализација на Република Македонија. Човекот што го навредуваше и подценуваше македонскиот народ во секоја своја изјава, повторно се најде на иста линија со аболицираниот криминалец Зоран Заев. И на масата го става актуелното политичко уредување. Сите негатори на највисоките државни и национални интереси го почувствуваа вистинскиот момент за да го покажат вистинскиот лик. Вратата за дебатирање и оспорување на се што е дел од македонскиот идентитет и ми отвори токму уценетиот Заев. Со неговиот страв да ја отфрли тиранската платформа, сите овие ликови добија сила. Затоа албанската пратеничка Месила Дода се закани дека доколку Заев отстапи од платформата, тогаш сите албанци ќе се ангажирале околу остварување на сонот за Илирида. Затоа партнерот на Заев и негов главен реформатор, Зијадин Села, го негира македонскиот идентитет и вели дека пред 100 години не постоеле македонци. А Трифун Костовски срамно се осудува да им го одземе правото на македонците по потекло од Егејска Македонија да го кажат собственото мислење и се борат во заштита на највисоките државни и национални интереси. Аболицираниот криминалец Зоран Заев ја отвара Пандорината кутија под уцена, од страв дека тој и криминогеното раководство на СДСМ ќе треба да одговараат за криминалот што го сториле. Излезот од целата ситуација е јасен. СДСМ и Зоран Заев треба да соберат храброст и да ја отфрлат платформата. Еве го охрабруваме Заев повторно. Нека ја одбие тиранската платформа, а ВМРО ДПМН ќе му даде поддршка да формира влада. Доколку аболицираниот Зоран Заев се уште смета дека елементите од тиранската платформа треба да се прифатат, тогаш за да не ги измами граѓаните повторно, како на последните избори, нека прифати парламентарни избори заедно со локални и нека ги вклучи елементите од платформата во својата изборна програма. Изборите се најдобра и најширока дебата по однос на овие елементи, кои може Заев да ја направи. Ви благодарам.